Исходот од НАТО самитот го потврди уште еднаш она што целата јавност го знаеше. Државниот врв на Македонија отиде во Чикаго на однапред најавен и очекуван пораз. Дополнително, за време на самитот, премиерот Груевски јавно испрати пораки со кои тој, спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија, лично ја конфронтира земјата со меѓународната заедница, водејќи се единствено од своите лични и ситни, дневно-политички и пропагандни потреби. Вчера, 42 пратеници со отворено писмо побара од Никола Груевски, заедно со Ѓорги Иванов, да соберат храброст и да покажат почит кон граѓаните и во собранието, каде што е местото, да го соопштат официјалниот став на државниот врв после НАТО самитот во Чикаго. Во оваа прилика, искрено му се заблагодаруваме на премиерот за неговиот долго одговор на нашето писмо, но окажуваме дека повторно тој не одговара на клучното прашање. Што понатаму? Затоа денес опозицијскиот фронт одлучи и официјално да поднесеме барање за итна собраниска седница, на која задолжително мора да се обратат и да учествуваат во расправата председателот на Републиката Ѓорги Иванов и председателот на владата Никола Груевски. Седницата би имала само една точка на дневен ред, и тоа, цитирам, дефинирање на идниот план и активности на државниот врв за исполнување на стратешките приоритети и интереси на граѓаните за интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО по самитот на НАТО алијансата во Чикаго. Сметаме дека граѓаните заслужуваат разумен, рационален и неемотивен одговор на тоа што ни се случи во Чикаго. Граѓаните бараат одговор кои се нашите стратешки пријатели и најмногу од се бараат план и конкретни чекори како понатаму. Членството во НАТО и Европската унија не е само членство во два политички сојузи. Тоа представува стабилност, економски просперитет, можност за странски инвестиции, нови работни места, подобар живот за граѓаните. Конечно, тоа представува иднина за која постои огромен консензус во нашето општество. На крајот, го повикуваме премиерот Груевски, заедно со председателот Иванов, да не избегнува соочување со граѓаните и јавноста и да не вршат притисоци врз председателот Велјановски да не се закаже и одржи итна собраниска седница. Ви благодарам и ви стојам на располагање за никој прашање. Повелете. Да. Правецот не го определи ни СДСМ, ни ВМРО-ДПМНЕ. Правецот го определија граѓаните на Република Македонија повеќе од 20 години. Тие со огромен консензус, меѓуетнички, социјален, економски, културен, како сакате друг, одлучија дека Република Македонија треба и мора да стане членка на Европската унија и НАТО алијансата. И тоа не е само политички проект, тоа е пред се економски, безбедносен, социјален проект. Оттаму не смееме да разговараме за правците, тие се поставени. Но она за што мораме да разговараме, особено после ваквото последно интервју на Никола Груевски и после исходот на самитот во Чикаго, идентичен со него во Букурешт, за тоа што треба да прави Република Македонија на патот кон Европската унија и НАТО алијансата. Освен ако Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ не се откажале од интеграцијата на Македонија во НАТО алијансата и Европската унија. Затоа и е бара итната собраниска седница. Таму е местото пред јавноста да разговараме што тие мислат, како понатаму. Тие се избрани од граѓаните да постапуваат по нивните барања, а тие барања се поставени 20 години претходно.